Ниту пасатот, ниту Ауди Q8 нема да му се потребни на Пеце Мирчевски, доколку треба да патува кон Шутка, таму ќе го спроведат со полициско возило, а не со автомобилите поради кои заработи кривични пријави. Обвинителството бара притвор за поранешниот директор на СОЗР, се сомнечи за две кривични дела, примање подкуп и проневера во службата. Според обвинението, противзаконски се збогател со 85.000 евра, а како мито добил и 2 автомобили. Осомничен дека делата ги сторил додека бил на функција, но и после тоа. Осомничениот и откако бил разрешен од функцијата директор на службата за општи и заеднички работи на владата на Република Македонија, од фирмата собственост на второ пријавениот продолжил да остварува директна материјална корист за себе и за својата сопруга, па за лични потреби и цели без надомест продолжил да го користи патничкото моторно возило Volkswagen Passat, како и што едно возило марка Audi, зашто му е поведена скратена постапка и согласно ставот 3 на кривичното дело, примање подкуп. Последниот период сме сведоци на неколку кривични процеси поради сомнежи за сторен криминал од претходната власт. Според познавачите, тоа е и повеќе од очекувано, бидејќи секој знае што се случувало во минатото, посебно во институција како што е СОЗР. Претходната влада со сите директори на СОЗР во континуитет се испостави дека има проневери и проблеми. Мислам дека ова не е издвоен случај. Јавноста низ изминативе неколку години, па и со промената на власт минатото лето беше повеќе од јасно дека тоа што се случувало таму во поголем или поголем обем го има во огромен дел од институциите. Прашањето е само на тоа кога и што и како ќе се процесуира. Инаку за второ осомничениот собственик на фирма кој го поднетил Мирчевски, обвинителството бара мерки на предпазливост, односно забрана за напуштање на живеалиштето, обврска да се јавува повремено на определено службено лице или кај надлежен државен орган и привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница.